Важноста за менталното здравје непотребно е да подсетувам колку е потребно да се знае и тоа било која возраст треба да се грижи за менталното здравје. И кога ќе споменеме игра, не асоцира на деца, но не значи дека треба да се играат само децата. За вежбањето на менталното здравје и работењето на менталното здравје потребна е игра и кај возрастните. Во продолжение ќе ве запознаеме со една таква игра, насловена Игра со картички 10 начини како да се грижите за своето ментално здравје, изработена од Јасминка Новакова Стојановска, психолог при Државниот училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски, единственото училиште за деца средношколци со оштетен слух и говор. Задоволство ми е што ви имаме овде, Јасминка, во Слободен печат, и задоволство ми е што ќе зборуваме за една многу интересна игра со која што сите можеме да си играме. Ви благодарам на поканата. И мене ми е задоволство секогаш кога можем да бидам во контакт со играта и да можем да ја промовирам и да покажам како еве ние таму во центарот работиме и создаваме алатки кои ни помагаат во работата. Јас во најавата споменав дека оваа игра за сите и покрај тоа што за сега е се уште во границите на вашиот центар, на вашето училиште, таму е достапна за средношколците таму. Ајде да ни појасните што значи оваа игра. Ова се 10 картички како што вели насловот. Може ли да ни објасните подетално како се игра оваа игра? 10 функционални картички кои се однесуваат на пунктови значајни за грижата за менталното здравје. Картичките, како што гледате од текст, имаат само по една кратка премисла, кратка реченица, афирмација, која треба да иницира разговор со говорникот и низ тој разговор со спонтанноста на говорењето доаѓаме и до некои можеби и бариери кои постојат кај него или пак се разрешуваат некакви дилеми. За да бидат попривлечни и поинтересни, картичките се со навистина впечатливи илустрации, за кои е заслужен илустраторот Марио Петровски. И можам да кажам дека од моето досегашно искуство, колку е животот на оваа игра околу 2 месеци, бидејќи излезе некаде 14 јануари 2025 година, е одлично прифатена. Не само од учениците, значи јас ја создадов како, ја обмислив како помошна алатка за мене, за работата со моите ученици, но веќе почнувам да добивам идеи и креирам упатство за работа и во надворешната средина и во поедини друштва, бидејќи добивам навистина повратни информации кои мене продуцираат една бура на идеи. За ова како може понатака да продолжи живеењето на ова картичка, на овие картички, на ова игра и колку може да бидат позитивни ефектите од користењето и развивањето, отворањето дебати во најразлични друштва и најразлични возрасти. Како ја создадовте оваа игра? Од каде ја добивте идејата? Дали можеби ја позајмивте од странство? Како ги составивте сите овие 10 картички? Не, значи се реченици кои вообичаено ги користам кога со учениците разговарам. Честопати се тие, но не сакаат децата во основа да држите многу големи предавања или да ги оптеретувате со многу голем текст. Колку ќе предизвика една реченица, не можете ни да верувате. Наместо да читате цели текстови, со една реченица можете многу да добиете од ученикот и воедно и да не сте напорен и досаден. А токму илустрациите и идејата ми беше да не биде тоа само така суво напишано. Ајде сега ти кажи, тоа па ти кажи, тоа па ти кажи тоа. Бидејќи ова игра ја играме и групно. Значи, не само индивидуално, ја играме и групно и баш има некоја динамика и интересна. Интересен е колоритот на картичките, така да привлекува внимание и ослободува од стегата. Чекај, јас сум сега дојден на некаква проверка, што нас психолозите ни прави малце еден зид меѓу нас и соговорниците, што не би требало.
Значи овие картички покрај тоа што се забавни и рушат бариери помеѓу психологот. Точно, да, и имаат проективна важност како стручни лица што како ја влечиме дискусијата, каде сакаме да доприме. Но тоа е секако вештината на психологот, а соговорникот е сосема релаксиран. Што велите, успеавте и сте многу задоволни како во овие 2 месеци се развива оваа игра? Успеавте со сите ученици, колку ученици се вкупно во училиштето, успеавте да... Па не. Не, се уште не? Не, се уште не. Од прилика се кај нас во домот, јас сум лоцирана во домот, 160 ученици се, имаме 20 се ученици со оштетен слух и комбинирани пречки, а другите се ученици кои се во редовните училишта. Така да 160 е голема бројката да помините, бидејќи не е така едноставно. На една средба со ученик разговорот толку се намножува, да повеќе од 3 картички не можеме да поминиме. Што досега успеа да направи оваа игра? Успеа ли да помогне во некој случај? Да. Јас еве сега неодамна беше случка, имавме така на работа во која се ученик кој е поприлично повлечен, значи го доживеа другарот кој еве вербално беше помоќен, па некако го доживеа тоа депримирачки и не му беше драго. Всушност и така да со примената на картичките, со примената на оваа игра, со индивидуално кај двајцата, јас успеав да некако да ја предочам улогата која ја игра едниот и другиот. И што за овој другиот, значи овој кој некаква иницијативна некаква акција потегнал и како таа акција поделувала на оној другиот кој во случајот е жртва. Не би сакала толку да говорам, но добро е да работиме на превенција на булингот, бидејќи таму веќе сериозно имаме и жртви. Кажете ми, пред да преминеме подлабоко за булингот, овој еден пример кој што го споменавте на дечиња кои што очигледно имале некаков вербален, за среќа вербален. Со помош на оваа игра, на овие картички, како заврши? Со помош на овие картички, значи ми беше на некаков драго што оној кој го потегна тој вербален напад не му беше пријатно, се соочи со една навистина непријатност од самиот себе, што после ја разрешивме, бидејќи никој не треба да биде осуден. Најмалце јас кога сум таму како психолог да заврши некој дете да се чувствува дека е осуден. Добро да се соочи со своето, да направи увид во своето однесување, а на овој другиот секако дека му беше драго, бидејќи таа негова карактеристика или на неговиот темперамент, на неговиот карактер не сме да биде осудувана. Треба да се прифатиме, да се разбереме, ако може помогни, ама не вербалната агресија. Бидејќи булингот си зема така поприлично замав и вербално и физички. Тоа е честа појава кај вас во училиштето? Кај нас ја немаме, ја превенираме, се работи многу, поготово што сме ипак комбиниран дом, каде што имаме и деца со попречености и овие кои немаат никакви попречености, можам да кажам, ама сериозно, со најголемо задоволство дека имаме една исклучително успешна инклузија. Се прифаќаат едни со други и редовните го учат светот на тишината, а овие кои имаат попречености па го учат начинот како да влезат поедноставно во нивната макросредина, кој ја представуваат редовните ученици. Верувам дека вашето присуство таму како психолог исто така помага во целата приказна. Вие сте еден психолог таму, успевате да постигнете се. Често пати се зборува менталното здравје е една суштинска тема во последните години. Да. Булингот е се присутен посебно низ училиштата и низ средните училишта кај децата во развој и често пати еве низ
ние медиумите знаеме да ја опфатиме оваа тема како сериозен општествен проблем и често пати ќе се нагласи моментот психолозите не можат да постигнат. Сте се соочиле некогаш со таков проблем дека не можат кога се случува нештото надвор од училиштето. Јас би сакала да го пофалам целиот наставно-воспитен кадар кај нас, кои се исклучително многу посветени на грижата и негата на здравјето па и менталното здравје на учениците постигнувам бидејќи јас во домот како е мојата поставеност во домот. Не ја имам прифатено улогата добро, јас сум сега психолог и седнувам во мојата канцеларија и чекам некој да тропни што има кога ќе има проблем. Најмалце тоа. Гледам да сум се присутна во нивниот секојдневен живот, бидејќи во домот учениците го живеат нивното време после училиштето и тоа е нивниот втор дом. И се обидувам да бидам посматрач и учесник на нивното секојдневно живење. Така да секојдневно јас сум присутна меѓу сите нив. Ќе поминам да ги видам, да ги посетам, не морам многу, едно како е денес, кога на училиште и една обична конверзација и обиколка која мене постојано ме држи во контакт, така да после тоа нема бариера да дојди и да кажи. Ве познаваат како личност и сте поблиска до нив, тоа сигурно многу значи. Тоа е како дел од семејството сме таму. Колку дечињата со попреченост, дечињата со оштетен слух и говор имаат поинакви предизвици кога се работи за менталното здравје? Првен е тоа срединските фактори, како ќе ги прифатат и како ќе се соочат со можноста да не бидат разбрани. Бидејќи животот кај нас е да речам, сепак се поизолирани. Ние сме и поподготвени да одговориме на нивните барања, на нивните предизвици, знаејќи ги со што се соочуваат. Развојот е тоа што го имаат малце некои поабстрактни појми, потешко можат да ги разбират, затоа со нив се бара поинтензивна работа во тој контекст, но исто така можат да бидат па и се лица кои воопшто немаат бариера за да бидат во друштво со оние кои немаат никакви пречки и мислам дека тоа кај нив таквиот нивни став дека сакаат дружба и со сите останати кај нас многу добро се очитува. Кај нив исто така овде за овие картички многу беше внимавано да може да се лесно објаснат на знаковен јазик. Така. Овие афирмации. Вие сте 7 години во училиштето психолог, знаете знаковен јазик, така? Значи јас го имам веќе до 3-то ниво, сега го работам и 4-то ниво. Знаковниот јазик тука кај нас во Република Северна Македонија има 6 нивоа, но 6-то ниво припаѓа за толкувачите веќе. За нас некако 4-то ниво би било добро е да се посетува и колективот се стреми кон тоа, така да речем, сите веќе го имаат едно сериозно високо познавање на знаковниот јазик и добра политика на менаџментот во која не го учиме со пресија, притисок дека мораме, оти тоа ни зависи, ке нема работа, него го учиме на еден навистина мотивирачки и ефикасен начин. Какви реакции добивте од учениците за картичките? Може ли да споделите со нас како ви изреагираа, што кажаа, некакви коментари околу играта? Децата прво реагираат, колку се убави, убави се боите, кога ќе ја играме и тие се деца. Ако се 18-19 години, кога ќе се спомни игра, нив им е драго, бидејќи во нив живее детето. Живее детето и јас се радувам кога го поддржувам и го гледам детето кај секого од нив. Бидејќи да се очува детето, значи да се очуваат емоциите, да се очува и радоста понатака во животот. И еве, со мене гледам да ги врзуваат такви поблиски начини на комуникација. Некогаш има и
преку мене одат некогаш и педагошките мерки за жал, ама и тие се прикажани на начин не да бидат осудени, ами да извлечат поука и корист. Каква е иднината на оваа игра? Кога веќе ја направивте и сега кога гледате како е прифатена добро, каква ви е вашата замисла како да се развива? На почетокот ви реков дека сега кај мене се уште е бура на идеи. Дури некни бев една моја драга особа ми вика, па ова може да биде добар роденденски поклон. Имаш ли повеќе да го продадам? Во смисла. И тоа ми е дека може и да се пушти во продажба, да биде во слободна продажба играта, можеби. Да, зошто да не да се развие кај секој од нас. Имате уште една игра, да не го растуриме тука декорот. Оваа игра со коцки, може да ни кажете зашто поточно станува збор? Таа е исто игра за професионална ориентација, односно полисен професионален избор. Изработена е во рамки на Еразмус проект, интернационален меѓу нас, Латвија и Естонија. Целта беше да се направат алатки кои ќе помогнат за полисен избор на идната професија кај учениците во средното училиште, насочена најмногу на стручните училишта, кај нас и кај нив. За таа цел направивме и еден дигитален тест кој е пристапен во секое време. Овие и секоја земја направи своја игра. Кај нас размислувавме како да биде наједноставна, за да може да биде корисна за редовните и учениците со попречености. И ја осмисливме и ја изработивме играта професионални коцки. Врз основа на теоријата на Шалом Шварц, теорија на вредности на личноста, тој е познат социјален психолог кој поврзува поедини вредности со карактеристиките на личноста и како таа личност може да бира и да се прилагодува. И токму затоа белите коцки, белите дрвени коцки се со професии. Добро, конфекционер. Ете така. И сега како играме? Кафеавата коцка е со вредности. Му се задава на ученикот да одбери првен бела коцка, која тој сака професија, има на избор. Ете, конфекционер одбрав јас. Ете така. И сега ова е коцката со вредности. Најмалку 3 вредности треба да извлече од двете тие коцки, кои би биле поврзани со конфекционер. И сега... Добро, јас сум наред. Да. Ајде, ќе одиме со креативност, кај конфекционерот на вистина, па и традиција. Така. Нели? Па овде се можеш, најмалку овде си да и знаење, вештина... Но најмалку 3. И сега дискутираме околу тие трите одговорност. Дали кај тебе сметаш дека е доволно застапена таа креативност, бидејќи првично го задаваме и тестот, преку други начини извлекуваме таму дали постои кај него креативност, одговорност и така. А потоа го поврзуваме како втор чекор, ја задаваме играта. А како се игра играта со овие 10 картички? Ајде, што треба да направам? 10 картички се редат на масата пред соговорникот и избира картичка која што сака, доколку е тоа индивидуална работа. Најчесто грижате се за другите. Ова е грижате се за другите, јас ја одбирам оваа картичка. Ете така. Зошто ја одбра и што за тебе значи таа реченица? Сметам дека многу е важно да се грижиме за останатите околу нас, посебно за повозрастните лица, и сметам дека кај мене е таа желба голема, па затоа мислам дека таа картичка ми падна прво. И сега нормално се продолжува, па зошто само за возрастните лица? Грижата како треба да биде? Грижата треба да биде од најмало до најголемо. Така да кога ќе треба се опфатно да се грижиме, да го испознаваме, да бидеме пофлексибилни, да ги спознаваме индивидуалностите и така да можеме поприлагодено да одговараме на индивидуалност на оној другиот. Тогаш и ние ќе бидеме со помирна совест и
помирна душа. Како, Јасминка, како бевте прифатени од вашите колеги? Ме интересира кога дознаа дека имате ваков изум направено, како бевте прифатени од колегите? Не зборувам во училиштето, туку зборувам од психолозите. Одлично. Имавме дури скоро една промоција на ова игра кај нас во центарот и така да речем има голема заинтересираност првен да се види како ја играме ние, па после да ја применат и тие. И еве сега веќе во наредната недела сме во договор со други средни училишта кои ќе ни бидат гости и ќе играме и промовираме играта. Интерес постои. Одлично, ме радува затоа што на некој друг начин се обидувате да го одвлечете вниманието кај децата, денешните деца кои што се постојано на телефоните. За крај на овој разговор не можам да имам психолог покрај себе, а да не прашам едно горливо прашање кое што не мачи во последно време. Социјалните мрежи, проблемите кои што понекогаш носат и смртоносни последици за жал кај нашите деца. Се работи ли на тоа на повисоко ниво во последно време? Првен нивото на каде што треба да се сработи тоа е семејството. Потоа во училиштето, но училиштето се соочува со факт дали ако се бидат одземени телефоните не е репресивна мерка. И тука може да излегуваат големи потешкоти, но сметам дека крајно време е да се превземи нешто со ова апатичност која се развива и е последица на социјалните мрежи. Бидејќи се формираат перцепции и представи за виртуелен, нереален живот. И тоа е многу ни отежнува понатака комуникацијата во реалниот свет. Не е онака како што е прикажано. Да, не е онака како што е прикажано, затоа измислуваме игри. Реалноста е нешто друго, да. Се дружиме да биде поприкладно средбата меѓу психологот и учениците. Па и зошто меѓу двајца другари, тројца другари, цело едно друштво. Одлично. Навистина ми беше радост што ве сретнав, што ве запознав, што запознавме премиерно за нашите гледачи нешто ново на пазарот, меѓу играњето, меѓу дружењето на таков начин. Важно е да се чита и вестник, ќе се согласите со мене, повелете да Слободен печат. Го сакам мирисот на вестникот. Драго ми ме потсеќа на мојата младост. Се надевам дека читате Слободен печат. Еден поздрав голем до целата екипа, до целото училиште, до целиот тим таму и до сите ученици. Ви благодарам. Огромно задоволство ми беше што разговаравме и посакувам успех на вашата игра. Благодарам на поканата. Почитувани вас на самиот крај, ќе ви предложаме понатаму да се информирате преку вашиот омилен медиумски пријател Слободен печат.